Ефикасна и брза јавна администрација е еден од главните предуслови за добра бизнис клима. Меѓутоа, кај нас администрацијата повеќе го кочи отколку што го поддржува бизнисот, оценуваат експертите. Председателот на Сдруженијето на даночни советници Павле Гацов, кој што секој ден има контакт со јавни службеници на шалтери по домашните институции, вели дека компаниите не чувствуваат дека јавната администрација е трансформирана во побрза и поефикасна, туку напротив. За бизнисот е одземањето на време е скапоцена работа, значи времето е најскапата работа, а јавната администрација буквално не ја засега тоа и секој контакт го потврдува тој став. Именно бавните пристапувања на било каква форма на одобрување, вадење некакви потврди, на некакви уверенија, учество на тендери, вадење на некакви дозволи, лиценци и така натаму. Од друга страна, не се направи ниту обид да се поедностават ваквите, би рекол, административни замки, дури би се осмелил да кажам дека тоа се е направено во функција да си го оправдаат своето постоење. Многу од тие документи, потврди, лиценци и така натаму буквално се непотребни. Никој не се впуштил поединечно да ги анализира што носат како бенефит и дали е само мотив земањето на пари или оправдувањето на некакво работно место за некој што го стекнал врз некакви своји измислени права, да кажам условно. Гацов вели дека последните години направени се некои чекори во насока на полесно добивање на услуги од јавниот сектор, главно преку воведување на електронски решенија, но се уште недоволно за да се избегне бирократијата. Реформите што ги очекува бизнис секторот од јавната администрација се токму преку дигитализација да се олесни пристапот на граѓаните и фирмите до потребните информации или документи. Иницијален критериум за подобрување на стојбите е да се скрати времето од доаѓањето до шалтер, може шалтер да биде дигитален, до времето на враќање со издавање на некаква потврда или одбивање на кратко крштво ако не ги исполнуваме условите. Мислам дека е демодевајќи физичкото кореспонденцијата со администрација во смисла давате барање па ви враќаат со нешто соодветно. Дигитализацијата е сine за подобрување на оваа состојба. Ние очекуваме тоа секаде во сите форми да се прави, да се заборавя дека ако на неколку места треба да се помине за една потврда, дека тоа треба бизнисот да го направи, едноставно на еден шалтер, и од таму да се интероперабилно, како што зборува, дека меѓу себе ќе комуницираат установите, тоа не го прават, за жал, најголем дел од нив не го прават. Значи, очекуваме ние да се појавиме, да поднесеме и врз основа на нивната комуникација да се вратат со соодветно одобрување. Бирократијата, освен што одзема време, го чини бизнисот и по други основи. Едно истражување на Стопанската комора покажа дека за една година фирмите уплатиле во буџетот 250 милиони евра неданочни давачки, односно на доместоци за добивање дозволи за вршење дејност, лиценци, административни, судски и други такси, на доместоци за сертификати и уште многу други трошоци што не се даноци. Последниот извештај Doing Business на Светската банка за лани, кој ги споредува регулативите за водење бизнис во 190 земји, забележа напредок во намалување на времето за отворање фирма во земјава и добивање градежни дозволи, додека пак послаби оценки ни даде за процедурите за регистрирање на имот.